Во инбокс имам доста прашања за тоа како да се постапи во некоја ситуација каде што има потреба од хируршки зафат. Обично најмногу луѓето прашуваат дали треба да се оперирам или не. Има неколку прашања за тоа дали треба да се оперира жолчка која што е полна со камчиња, или пак дебело црево кое што има некакво пореметување, или пак тиреоидеа. Ќе ви го кажам моето мислење. Секој случај е индивидуален, сам за себе. Докторот кој што ја согледал ситуацијата, ја поставил дијагнозата, треба да даде и соодветно мислење за тоа како треба да продолжи лекувањето. Ако даде предлог за хируршки зафат, треба да објасни дали се заканува ако се работи за камчево жолчка, дали се заканува запушување на жолчниот канал. Тогаш има потенцијал да настанат многу компликации. Или пак пореметување на функцијата на дебело црево, дали па тоа може да заврши со некоја компликација ако не се оперира. Значи, моменталната состојба ја проценува докторот кој што ја поставува дијагнозата. Ако ти не се согласуваш или може би се сомневаш во продолжената терапија, тогаш имаш право да побараш второ, трето, па и петто мислење. Јас не сум ја поставила дијагнозата и јас не можам да кажам дали треба да се оперирате или не. Јас само можам да кажам дека со самата операција не завршува лекувањето. Ако се извади жолчката, тогаш низината функција презема црниот дроб. Дали црниот дроб ќе биде оптоварен исто колку и жолчката која што направила камчиња? Значи, твојот начин однесување направил да жолчката се оптовари со жолчни камчиња. Сега тоа го презема црниот дроб. А црниот дроб има многу други функции. Ако ти продолжиш да се однесуваш на ист начин, исто се храниш, исто се однесуваш према секојдневните проблеми, према себе си, не се движиш, не ја менуваш перцепцијата на сето она што се случува околу тебе во позитивна смисла, тогаш она што си го направил на жолчката, ќе го направиш на црниот дроб. Ако се разболи црниот дроб, тој има милион функции кои што ги обавува во организмот. Тогаш организмот целосно ќе биде пореметен неговата целосна физиолошка функција. И хроничната болест ја напредува. Хроничната болест ја излекуваш ако преземеш моментална интервенција ако е неопходна и продолжиш да се лекуваш со промена на твојот комплетен животен стил. Исхраната, но и твојот начин на однесување према решавањето на секојдневните проблеми. Перцепцијата на проблемите, како се справуваш со нив, однесувањето во околината, на работа, со твоето обкружување, семејството. Значи, целокупниот твој живот треба да го смениш, треба да изградиш нова личност. И тој е рецептот за лекување на сите хронични болести. Затоа, немојте да барате дефинитивно решавање на хронична болест во болницата или во ординацијата кај докторот. Хроничната болест се лекува таму каде што си, таму каде што живееш. Детално можеш да се информираш и да истражуваш како ќе го смениш начинот на исхрана, начинот на справување со стресот, начинот на кој што се однесуваш према твојата работа, начинот на кој што одговараш на твоите работни обврски и така натаму. Но сето тоа е склоп на твојот животен стил. На тој начин ќе се ослободиш од хроничната болест.